на 21 век. Можен хибриден напад или заговор со комерцијална цел. Премиерот отвори две тези за лажната вест за Скопската вода. Истрага водат обвинителството и полицијата. Опозицијата бара наместо живели јавно да се објават анализите за водата во Гостивар. Нови жаришта на хрватското приморје по драматичната ноќ на Дуги оток. Едно лице загина, 7 мина се борат за живот. Десетици жртви во разорен земјотрес со јачина од 7,7 степени според Рихтер, која погоди Индонезија. Како се креираат кризите онлайн, како се шират лажните вести и дезинформациите, зошто Македонија и нашата јавност е подложна на ваквите информации, како што беше она за загаденоста на Скопската вода, како да се изгаснат ваквите пожари, за ова ќе дискутираме со комуникологот Бојан Кордалов. Останете со нас, почнува Дневник. Премиерот се врати од 7-дневната посета на Белгија и откри дека во Брисел имал средби со потенцијални инвеститори, но не и разговори за евроинтеграциите. Според него, неколку инвестиции се во завршна фаза, а деталите ќе бидат соопштени на есен. Опозицијата пак обвинува дека тој водел неофицијални разговори без знаење на дипломатијата и бара одговори што точно било договарано во Европската престолнина. Приватна посета со средби во Брисел, но не за евроинтеграциите, туку за влез на нови инвестиции. Премиерот се врати од 7-дневното отсуство и одговори на барањето од опозицијата да каже што договарал и преговарал во Европската престолнина. Мицкоски соопшти дека при посетата на Брисел имал неколку средби, но не со политичари, туку со инвеститори, чии инвестиции се во завршна фаза и за деталите јавноста ќе биде запознаена на есен. Бев 3 дена во Брисел и немав политички средби, исто така правевме обиколка во Брисел. Имав 3 средби со инвеститори, кои што во Македонија се во завршна фаза на постигнување договор. Едниот е од Германија, едниот е од Соединетите Американски држави, а другиот прави проширување на постојната веќе инвестиција. И многу наскоро оваа есен сите три ќе потпишат договори и јавноста ќе биде запознаена околу содржината на тие разговори. Инаку сите овие инвестиции се во фаза на реализација, се пеглаат последните, би рекол, точка запирка делови од договорите и очекувам веќе на следните владени седмици да сето тоа помине. Освен 3 дена во Брисел, премиерот со семејството искористил уште неколку дена одмор во Бриж, каде се запознавале со историјата и културата на Белгија. Ваквите патувања биле традиција за неговото семејство. Дел од воспитувањето кој што го имам јас со моите два сина е да еднаш годишно, од прилика викенд, четврток, недела, одиме во некој европски град и таму посетуваме значајни би рекол места. Јас не сум љубител на ние големи одмори со солена вода, со песочни плажи и така натаму и рековме екскурзијата да ја прошириме и да тоа биде научно-образовна екскурзија во Белгија. Така што бевме 4 дена во, точно би сакал да тие кои што се љубопитни од опозицијата да им кажам точно каде се движат за да не мора да се распрашуваат. Бев 4 дена во Бриж. Од тие 4 дена патувавме секој ден. Еден ден бевме во Антверпен, каде што можевме да видиме неколку дела кои што се за мене многу значени од автори од би рекол 16-тиот и 17-тиот век, кои што твореле во тоа време во тој град, во Антверпен. Потоа бевме еден ден во Гент, еден ден бевме во Динан, еден ден бевме во Жервал, во Данкер, каде што знаете што се случувало на почетокот од Втората светска војна. Опозицијата тврди дека е недозволиво без знаење на МНР, премиер на држава, да оди во посета на Брисел и обвинија дека тој имал неофицијални разговори за европската иднина на Македонија со своето семејство и без знаење и учество на дипломатијата. Како е можно шефот на државата да носи со себе сопруга и деца на средби од кои зависи судбината на 2 милиони граѓани? Одговорот е еден и јасен. Мицкоски ја третира Македонија како своја приватна собственост. Тој одлучува сам, тој преговара сам, додека Тимчо Муцунски зборува за разговори под радарот. Мицкоски тие разговори ги води лично во семеен аранжман, далеку од очите на јавноста и институциите. Ова не е државничка одговорност, ова е приватизација на државата, велат од СДСМ. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.
Изјавата на српскиот председател Александар Вучич дека српската црква е иста и во Скопје предизвика реакции во Македонија. Премиерот оцени дека ваквата реторика не прилега на времето во кое живееме и порача дека МПЦ Охридска архиепископија е темел на македонскиот идентитет. Од синодот потсетуваа дека македонската црква действува на своја канонска територија. Дел од експертите предупредуваат дека зад изјавите од Белград се уште стојат нерешени прашања околу црковниот имот и целосната независност. Изјавата на српскиот председател Вучич дека српската црква е иста со таа во Скопје за македонскиот премиер Мицкоски е комуникација која не прилега на времето во кое живееме. Ваквата реакција следи откако председателот на Србија за време на одбележување на годишнина од акцијата Олуја рече дека една е српската црква и таа била иста во Пирот, Сиднеј, Скопје, Франкфурт. Според Мицкоски пак македонската православна црква Охридска архиепископија е темел на македонскиот идентитет. За мене лично македонската православна црква Охридска архиепископија Јустинијана Прима представува нешто кое што е најсветол дел од македонскиот православен идентитет. Се разбира, ние имаме и македонци кои што се од друга вероисповест, не се само од православна вероисповест, но како столб на македонскиот идентитет, македонската православна црква е нешто над се за мене како човек. А таков тип на изјави ниту имам намера да коментирам, ниту би сакал да навлегувам во било каква дневна комуникација со изблици на нешто кое што повеќе прилега на минатиот век, а не на 21 век. Сличен став изрази и Светиот архиерејски синод на МПЦ ОА, кој потсети дека ја остварува својата мисија исклучиво на својата канонска територија. Но експертската јавност предупредува дека зад ваквите изјави од Белград има подлабоки имотни и канонски дилеми засновани врз томосот за автокефалност издаден од Српската црква. Новинарот и аналитичар Бранко Ѓорѓевски посочува дека во томосот од СПЦ е наведено дека манастирите и светилиштата во Македонија се даваат на користење на македонската црква, додека имотот формално е во рамки на Српската православна црква. Практично имотот на СПЦ е изнајмен на Македонската православна црква, која со тоа според црковен Белград не е вистински собственик на црковните имоти во Македонија. Отаму, веројатно и теза дека СПЦ е иста и во Македонија, дека имотите се незини, а што постојано го повторуваат одредени српски интелектуалци блиски до СПЦ и се пласира како содржина во тамошните документарни програми. Изјавите од српска страна според Ѓорѓевски укажуваат дека за СПЦ односот со македонската црква не е однос меѓу две целосно независни цркви, а тоа често се користи за оспорување на црковниот суверенитет на Македонија. Прашањето за некакво канонско присуство на СПЦ во Македонија би требало да е затворено со томосот за автокефалност, што СПЦ ни го дала пред 4 години. Таа тогаш не ја призна юрисдикцијата, а од озгора било договорено и тоа се исполнило припојување на епархиите кои ги имале Јован Врничковски и другите владици на нивната православна Охридска архиепископија. Значи, прашањето на канонската юрисдикција во Македонија би требало да е целосно завршено и јасно. Пред 4 години македонската црква доби томос за автокефалност од Српската црква, со што се надмина спорот со Белград кој траеше повеќе од половина век. Во меѓувреме се уште се чека томосот од Вселенската патријаршија за целосна независност на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Можен хибриден напад или заговор со комерцијална цел. Премиерот отвори две тези за лажната вест за Скопската вода. Истрага водат обвинителството и полицијата. Опозицијата бара наместо живели јавно да се објават анализите за водата во Гостивар. Нови жаришта на хрватското приморје по драматичната ноќ на Дуги оток. Едно лице загина, 7 мина се борат за живот. Хибриден напад или комерцијален интерес? Што стои зад лажната информација дека Скопската вода е небезбедна за пиење? Премиерот отвори две можни теории и најави построги казни за ширење дезинформации кои предизвикуваат страф и паника. Опозицијата пак повторно бара одговорност за кризата со водата во Гостивар и објавување на сите анализи.
Во меѓувреме за случајот во Скопје досега се сослушани 13 лица, но изворот на дезинформацијата се уште не е откриен. Хибриден напад од опозицијски партии или обид маркетите да ги продадат резервите на вода во шишиња? Што стоеше зад лажната информација која ги исплаши скопјани во средата за наводно присуство на ешерихија коли во скопската вода? Премиерот Мицкоски очекува дека со новите измени на кривичниот законник ќе бидат воведени построги казни за ширење дезинформации кои предизвикуваат страф и немир кај населението. Но објави две можни теории зошто информација напишана на Вибер се прошири масовно меѓу граѓаните, а тоа резултираше со испразнување на рафтовите низ маркетите. Ние ден предходно добивме информација дека опозицијски партии ќе се обидат да создадат ваква хистерија преку социјалните медиуми и јас се надевам дека со новите измени во кривичниот законник ќе има и казнена одредба за ваквите лица кои што свесно создаваат хистерија, односно вршат со еден хибриден напад, создаваат чувство на немир, чувство на страф кај граѓаните, но она што мене посебно ме загрижува мислам дека тука има и некои други, би рекол, повеќе комерцијални обиди, бидејќи за еден ден наеднаш голем дел од маркетите ги испразнија своите резерви и количини на флаширана вода. Сепак, прашан дали информациите дека опозицијски партии ќе се обидат да направат хибриден напад преку социјалните мрежи се доставени до обвинителството, Мицкоски рече дека истрага водело Министерството за внатрешно. Опозицијата денеска повторно побара од власта да ги објави извештаите за квалитетот на водата во Гостивар, град кој цел месец беше без вода за пиење, откако во главната водоводна цевка беше поставен систем од кој се излеваа фекалии. Во Гостивар вчера видовме слика што ќе остане запаметена. Политичари и функционери држат здравица, пијат вода пред камери, велат на здравје и дека е многу вкусна. А цел месец граѓаните пија вода загадена со фекалии. Цел град беше отруен, 5000 луѓе беа заболени. Прво најавуваа дека резултатите ќе бидат готови дури на 20 август. Сега, под притисок на јавноста, наеднаш велат дека водата е чиста 6 дена порано. Како до вчера, 20 август, а денес нагло се е во ред. И се уште нема официјален објавен документ со кој се потврдува дека водата е чиста и здрава за пиење. Оваа ситуација бара одговорност, а не циркус. Премиерот пак одговорност гледа кај локалните власти и опозицијата која го поддржа актуелниот градоначалник на Гостивар Валбон Лимани. Комплетно со водоводот и со снабдувањето со вода на граѓаните на Гостивар стопанисува јавното претпријатие кое што нуди таква услуга. Јавното претпријатие има свое раководство. Раководството го поставува градоначалникот. А градоначалникот беше поддржан на воредните избори од страна на СДСМ. И затоа вие нема да слушнете од страна на СДСМ одговорност од градоначалникот, бидејќи тој е нивен кадар. Туку ќе слушнете дека бараат одговорност од таму каде што таа одговорност ја нема, туку напротив од страна на владата ние дадовме се што можевме состојбата да се нормализира како никогаш досега. За водата во Гостивар во притвор завршија 3 лица. Веде директорката на јавното претпријатие и 2 раководители. Нивниот притвор завршува в петок. За случајот во Скопје пак, на разговор биле повикани 13 луѓе, но ниту еден од нив не го открил изворот на дезинформацијата. Во овој случај, истражните органи ќе имаат исклучително тешка задача за да стигнат до ширачот на лажната вест. Информацијата била објавена во Вибер група и наместо јавно се ширеше по групи, четови, мејлови. На социјалните мрежи имаше само неколку јавни објави и тоа неколку часа откако веќе информацијата беше масовно распространета. Даниел Василев, Сител телевизија. За креирањето паника, но и методите за смирување на паниката, во тема на денот разговарам со комуникологот Бојан Кордалов. Бојан, добро вечер. За појаснување на форматот за нашите гледачи те вклучуваме во живо од Брисел. Многу пати сме дискутирале за социјалните мрежи, нивната моќ и влијание и последниот пример со паниката околу квалитетот на скопската вода уште еднаш ни покажа што се може да се случи и да се предизвика преку нив. Да бидам искрени, мене не ми беше сеедно тој ден да се напием вода од чешма, иако
иако се сметам дека сум информирана, знам да проверувам информации, да разликувам лажни од вистините вести. Зошто ни се случува ова? Зошто лесно подлегнуваме на лаги? Не мислам дека лесно се подлегнува на лаги, туку и недовербата во изминативе години си го прави својот. Првата работа залудно е да покажуваме со прст во социјалните медиуми, кои што нити се моќни толку, нити се важни толку, туку едноставно луѓето кои што ги злоупотребуваат или пак не ги користат правилно се тие кои што го прават тоа. И втората работа, во изминатите 35 години, политичките партии навистина мора да научат една важна лекција, тоа е да ги заменат очилата со кои што гледаат во реалноста на луѓето. Секоја опозицијска партија 35 години носи црни, темни ночери со кои што се гледа низ призмата дека е негативно и се гледа низ призмата дека властите во моментот кој што се на власт прават погрешно и обратно секоја власт во изминатите 35 години ги носи розовите ночери, очила со кои што се гледа дека е добро, се гледа дека е процес и се гледа дека е вина на претходниците или пак на некој друг освен на самите власти. Вистината е следна. Тоа што е лошо, тоа што не чини, тоа што е проблем. Залудно е да се пика под тепих и напротив во комуникацијата тоа треба многу јасно да се промени. Наједноставен пример, ние се изнагледавме ситуација во кои што секоја опозиција, кога е опозиција, кажуваш сите работи кои што не чини. Кажува како треба да се поправат, што треба да се направи. Меѓутоа, истата опозиција многу често кога ќе дојде на власт, понатаму влегува во другиот филм, како е многу тоа тешко, како работите се добри, како некој друг креира паника. И обратно, секоја власт кога е на власт, гледа дека критиката значи нешто лошо, значи некој обид да се промени власта, наместо да се фокусира на проблем. Морам да потенцирам дека тука нити во Гостивар, нити во децениските работи што сме ги гледале во минатото, не зборуваме за салонски проблеми и салонски дебати. Не е тоа некој билтен, не е тоа некоја приказна од браќата Грим, не е тоа некој роман кој што се чита на плажа, туку станува збор за човечки животи. Значи во Гостивар видовме илјадници луѓе официјално регистрирани кои што завршија во болница. Кој знае колкав е билансот плюс. Зборувавме за десетици илјади луѓе кои што не можеа да дојдат до чиста вода за пиење, за готвење, за хигиена и така натаму. Гледавме за жал луѓе кои што живи гореа во дискотеки, во модуларни болници, луѓе кои што загинува во бродски несреќи, луѓе кои што загинува во автобуски несреќи. Значи, постојано гледаме проблеми кои што се очигледно корупцијски, системски, децениски наталожени. И секој препукување со кое што денеска се соочуваме и кое што го гледаме носи во недоверба на институциите, носи да луѓето кога било која институција или политичка партија ќе им каже надвор е ден, односно надвор се стемнува или веќе доаѓа ноќ, 3 пати граѓаните да го отворат прозорот, да видат дека е, пример, ноќ се стемнува, но пак да си кажат, па можеби не е ноќ, бидејќи институциите и политичките партии го кажеме тоа и токму децениската недоверба и градење на вакви политики кои што никого не остануваат равнодушни и само криваат паника, си го направиле свој. Мора да се променат работите. Говоревме дека е 5 до 12, дека е 1 минута до 12, 12 и 5, 12 и 15, не знам, веројатно е 3 часот веќе, многу се доцни. И ако животите кои што се губат, животите кои што трајно се оштетуваат здравствено, животите кои што живеат во несигурност, не дадат информација до политичките партии дека нити паниката е решение, нити партиските препукувања се решение, навистина нема ништо да се промени. Секој пат, за жал, секој месец, секој неколку месеци ќе говориме за скандал од невидени размери, кој што светот не го гледа. Само ние го гледаме на месечна, тромесечна и повеќе годишна основа како се случуваат вакви работи, е многу трагично. Бојан, денеска премиерот овој случај го нарече еден вид на хибриден напад. Можеме ли така да го квалификуваме? Знаете, кога институциите зборуваат во случајот премиерот, независно од која политичка партија, во моментот премиер треба да се очекува дека има некакви информации. Меѓутоа ќе повторам, станува збор за ситуација во која што ниту е прва, нити е последна. Не е прв пат да гледаме како опозицијска партија користи секоја прилика да кажува што е добро, што е лошо. Сме гледали и актуелната владеачка партија кога бил ковидот, како некој се справува или не се справува, ја гледаме сегашната опозиција како вика треба, не треба да се пушти водата, едноставно повторно институциите и експертите стручни на одредена тема никаде ги нема. И тоа е најголемиот проблем. И јас тука го детектирам проблемот. Едноставно мора да се врати до вербата во она што се нарекува институција што граѓаните ја формирале. Тоа е секоја институција. Институција која што граѓаните ја плаќа. Значи, ако надлежната
институција за испитување на водата во Гостивар, во Скопје и така. Издаде потврда со која што се кажува дека тоа е исправно, значи така треба да биде. Од друга страна, пречесто гледаме работи кои што покажуваат дека се злоупотребуваат работите и повторно доаѓаме до тој круг. Ако сакаме да излеземе од кругот, навистина мора да се седне да се работи заедно, бидејќи не знам како да кажам, оваа недоверба никаде нема да однесе и веќе гледаме каде не се. Овој случај, како што и самиот рековте, покажа дека постои тоа ниско ниво на доверба кон институциите. И да бидеме реални, во голем дел тоа е и со причина. Сепак еве за случајот Гостивар имавме извештај на Институтот за јавно здравје Тетово дека водата е бактериолошки исправна ден пред да се јават првите случаи во болница. Па прашањето ми е дали одговорноста може да биде само кај оние кои ја злоупотребиле плодната почва за една ваква лага, оние кои се повикуваат сега на разговори во полиција, или сепак проблемот е многу подлабок? Славица, и за во право сте апсолутно. И за дискотеката во Кочани видовме дека години и децени назад сите дозволи биде регуларни. И за автобуските несреќи што се случува по македонските патиштата во Бугарија видовме дека сите дозволи биле дадени. Така е. Меѓутоа мора да разбереме и мора да се постапува по одредени работи. Пикањето под тепих, влијанието на политиката врз институциите е токму она за кое што зборуваме денес. Се губи довербата на луѓето во функционирањето на институциите. Значи, порано за политичарите се проверуваше по 3 пати кога ќе кажат нешто дали е вистина, иако е очигледно тоа што го зборуваат. Денеска веќе се институциите. Тоа е, не знам како да ви кажам, тоа е структурен проблем. Тоа е нешто кое што никако не можеме да го промениме. И тоа се факти кои што треба јасно да се кажат. Да, ако таа институција рекла дека водата е исправна и се увидело дека тоа не е така, најјака, најсилна одговорност мора да има. Ако некоја институција дала некаква дозвола, која што се увидело дека била клучна за нешто, најсилна одговорност мора да има. Па видовте ли што се случуваше потоа, наредните недела денот како се случи она во Гостивар? Најмалку 3-4 водоводи општини пријавија магично дека водите не се запиеја, затоа што видоа дека има опасност за нивна одговорност и го не. Тоа е начинот и тоа е пат. Не може да се премолчува она што е наречено и што се вика загрозување на здравјето на луѓето. И да завршиме со тоа. Нема пикање под тепих за работи кои што институциите треба да ги прават. Нема лажење и нема вршење на притисок за тоа што се кажува. Што се случи во Гостивар? Дента се објавува дека има илјадници случаи, дека се испитува што е причината за тие труења, што се случува со водата. Значи, вие имате опозицијата која што дента избраниот министер вика одма да се оди. И имате власта која што вика, не, јас ќе ви кажам, минатиот министер сега лидер ги има тие извештаи и ги крија. И имате уште една опозицијска партија која што вика билбордот на кој јазик ќе напише. Сите теми се релевантни. Ама 3000 луѓе тој ден седат во болници. Се што е порелевантно? Да зборувате за политика и да се припокувате кој е повеќе виновен, или да седете и да кажете луѓе што направивме? Илјадници луѓе лежат во болници и уште имате милион луѓе, затоа што флашираната вода е луксуз во Македонија, да се разбереме. Кога некој мисли дека се пие флаширана вода, не ја следи статистиката. И уште милиони луѓе кои што пијат од своите водоводи во своите општини, во своите села, градови и така натаму, седат со чашата во рака, претпоставувам, и вие го споменавте тоа, и си велат дали да пијам вода. А партиите меѓу себе ден да се препокуваат бизнес as usual. Значи како ништо да не се сменило. Едните за јазикот, другите за што правил минатиот министер сега лидер, третите за што прави сега денес избраниот министер и за што треба одговорност да носи владата, едноставно фолклор. Граѓаните со чашата вода седат пред чешмати, не знаат дали да се напијат. Односно, видовме маркетите и сите продажни места тие денови како се одрази, односно како се купуваше масовно вода како тоалетна хартија за ковид. Тоа е вистината. И тоа е поразително. Поразително за политиката, поразително за партиите, поразително за нивната комуникација, поразително за се што се случува. Ве потсетувам дека на месец, 2, 3 или неколку пати годишно гледаме трагедии од невидени размери. И тоа не е случајност, и тоа не е казна, и тоа не е судбина, туку тоа е системска негрижа, деценijска корупција и деценijско игнорирање на она што треба да се направи во интерес на граѓаните. Зборуваме многу пати, меѓутоа партиите го третираат тоа како уште еден дел од својот фолклор, не сваќајќи дека зборуваме за животи на луѓе, дека веќе е надмината секоја граница.
Партиите, како што спомена, и како помагаат за креирање на таа недоверба преку тие меѓусебни обвинувања, кои на крај резултираат со одбивност кај граѓаните, кај јавноста, кон сите и кон се. Што би значало одговорно справување со кризите? Ајде да напоменеме еден пример, директно, за да бидеме пластични из ова. Кога се случи поплавата на обиколницата, што најмногу го зафати Стајковци, тогашната опозиција не кажа ништо, туку отиде во Стајковци и работеше на расчистување на куќите. Ете, тоа треба да се случи. Тоа е патот кој што во големи трагедии се прави. Ќе пројдат недела дена, 2-3, ќе дојдат резултати. Ќе влезете и ќе побарате одговорност од институциите кои што затаили. Ако одредено комунално предпријатие, комуналец, не знам, комунално предпријатие или водовод во Гости, направило штета, ќе одговара. Тие личности што тоа го направило. Ако некој имало извештај и не ги взело предвид, има постапка, ќе одговара. Значи, треба да се види сето, а ние зборуваме за шум. Што е неодговорно на друга страна? Излегувате во јавност и викат, еве ги фактите, ово е крив, и на крај одговорност нема за никого. И што останува да се помисли од секој човек, освен дека намерно се прават тие капки, намерно се прават тие караници за да нема исход, односно знаете она како во цртаните на времето Којотот и брзата птица Итрица или Том и Џери, значи она се создава онај хаос, онаа прашина и на крај никој не знаете што направи. Одговорност значи да подадете рака, да подадете две раце, да како одговорни политички партии да кажете што можам јас да направам, која експертиза можам да дадам, каде на терен можам да интервенирам, како можам да се вклучам, како одговорна влада да кажете сите ни се потребни и потоа кога ќе дојде моментот да ги оставите институциите да најдат одговорност. Ако одговорноста се вика X политичка партија припадник, не е важно дали е припадничка политичка партија, едноставно одговорноста на независните институции довела до таа личност. И тоа е патот по кој што функционираат одговорни партии, а ова другото е патот по кој што функционираат неодговорни политички партии. Кај нас политичките партии се и кади, и суди, и обвинители, и главни извори на информации, и оние кои што за жал ги пуштаат чичковците, тетките, стрините, доверливите информации кои што ги за жал злоупотребуваат социјалните медиуми за да се пресметаат со опозицијата или да се пресметаат со власта, зависи којот е за да го остварат својот интерес, за да дојдат, односно за да останат на власт, неприфатливо. И кога ќе кажат секаде се случува тоа, па секаде се случуваат и многу други работи каде што се злоупотребува власт. Меѓутоа, онаму каде што институциите работат. Еве ќе ви дадам еден пример неврзан со ова. Во Франција, власта со огромно мнозинство донесе закон за забрана на социјалните медиуми за деца. Судот во Франција денеска објави дека поради низа на пропуси таа одлука не може да се спроведе. Значи, едноставно институциите имаат улога да коригираат и да бараат правно, точно во интерес на граѓаните спроведување на работите. Не на ура, не на рейтинг, не на избори. Имам избори денеска, ми треба ова или јас, сум опозиција, сега им избори, дај да нагазиме, дај да пуштаме сите негативни информации за да ја срозиме владата. Но луѓе, едно е политичките опоненти, едно е политичкото несогласување, едно се различните гледишта, едно е свиркачите за корупција потенцијална, за криминал, за нешто што е недобро, сосема друго со институциите. Ние ги испоганивме нашите граѓанските институции од партиски интерес 35 години. Значи не е важно, газам се пред себе, експерти, независни институции, секој што ми е на патот, само за да дојдам или да останам на власт. И па затоа сме тука. Да си продолжиме на овој начин, ќе си продолжиме за жал во уште поголеми трагедии кои што не знам кој ми интерес. Секако не граѓани. И во скопскиот и во гостиварскиот случај, носителите на функции се обидоа да ја смират јавноста преку пиење вода од чешма. Го видовме скопскиот градоначалник, вчера видовме дел од директорите на неколку надлежни институции на јавна чешма во Гостивар. Доволно ли е да се направи живели за да се убеди јавноста дека се е во ред? Знаете како, ако вие кој ќе кажете надворе се стремнува, луѓето 3 пати излегуваат да проверат, бидејќи до таму сте се довеле сами како политички партии, за жал и како институции, во многу случаи поради политиката, верувајте дека да се напиете вода, ќе ви го постават прашање. И се вие пиете вода и некој вика оваа гарант не од чешма. Па вие се ќудите до чешма да ќе отвртите, пиете и викам ова гарант цевката е од тука ставена. Значи, недовербата е за жал толку всадена да мора да се почне од почеток.
Буквално од почеток. Тоа значи дека треба да се има увид во реалните податоци, во реалните случувања. Треба да се има увид во одговорноста, треба да се има увид во што е вистина, што е манипулација, што е лага, што е фама за да се остане и дојде на власт. Не води никаде. Никој нити ги го добива, нити ги губи изборите на тема овој лидер на партија е виновен или овој лидер на партија не е виновен заради масовно труење со фекалии на водата во гостина. Значи, не знам како да кажам, стои проблемот и проблемот ќе стои, ќе се подлагочува. Нема да има политички појавни. И повторувам дека тоа се прави во континуитет. Тоа го гледаме 35 години, го гледавме пред 3 години, го гледавме пред 10 години, го гледавме 15. Гледавме дека министри се вика смрт пред 15 години, гледавме дека други министри се вика ковид смрт пред 6 години, гледаме денеска дека се вика други функционери дека се не знам какви трујачи слично, ама не гледам исход. Само се зголемуваат работите и податоците што граѓаните ги гледаат не кажуваат дека нешто се подобрило со ваквиот пристап. Напротив, случаите за жал растат, бројките на настрадани, а многу често и починати за жал се мултиплицираат, недовербата во институциите расте и тонеме се повеќе и како држава, и како луѓе, и како секаков систем. Бојан, ќе се вратам уште еднаш на ширењето на лажни вести и создавањето на неоснована паника и страв кај јавноста. Имаме ли потреба од твоја перспектива од нови законски решенија или некоја европска практика која може да ја пресликаме, бидејќи денеска премиерот го отвори прашањето околу потребата од воведување на построги казни за да се превенираат вакви случаи? Секако дека легислативата треба да се менува, но за да не навлеземе повторно во некоја дебата базирана на партии, на политички мислења, многу едноставно. Европската унија има аки комуните, има огромен сет на законодавство кое што треба да го синхронизираме ако сакаме да станеме земја членка. Бидејќи владата многу често нагласува дека стандардите и реформите се битни, можат многу едноставно да се следат сите тие пракси и само да се имплементираат. Особено во делот на животната средина и екологијата, но и во сите други сфери. Тоа е првиот одговор на прашањето според мене. Втората работа, она што мора, буквално е неопходно да се направи, е да се свати дека не треба нов закон за да некој не помисли, а камо ли да стави фекалија во вода, или како се вели во чиста вода да се стави фекалија. Не треба нов закон за да никој не помисли дека треба да нема никакви стандарди, онамо каде што одат на концерт или излегуваат 100.000, 10.000, 20.000 луѓе. Значи, од една страна треба да се следи законодавството, меѓутоа од друга страна ние паѓаме на законодавство што го имаме со децени, што го имаме од претходниот систем, како постоешко законодавство. Така што, да, треба да се следи особено европската пракса и законодавство, особено во екологијата, во животната средина, меѓутоа од друга страна мора да се вратиме не чекори, веројатно треба да се вратиме гигантски чекори назад и да почнеме од почеток да се потсетиме кои се законите кои што ги занемаривме. Како може да се случи, наједноставен реторичко прашање, како може да се случи да се стави фекалија во чиста вода? Толку. Едноставно нема одговор освен чудење. Тоа е тоа. Ти благодарам многу за овој разговор и за издвоеното време. Благодарам за вклучувањето во тема на денот. Благодарам за можноста и навистина ми беше чест. Нови жаришта на хрватското приморје по драматичната ноќ на Дуги оток. Едно лице загина, 7 мина се борат за живот. Десетици жртви во разорен земјотрес со јачина од 7,7 степени според Рихтер, која погоди Индонезија. Јадранското крајбрежје се соочува со една од најтешките сезони на шумски пожари. Огнот зафати делови од Хрватска и Црна Гора, однесе човечки живот и предизвика големи материјални штети. Јадранското крајбрежје се соочува со една од досега најтешките кризи со шумски пожари. Неколкумесечната суша и екстремните температури разгореа катастрофални пожари кои зафатија делови од Хрватска и Црна Гора. Во нив едно лице загина, а предизвикана е и огромна материјална штета. По стравичниот пожар во Омиш, хрватските пожарникари уште едно деноноќие водат битка со огнот на повеќе локации. Најдраматично беше на хрватскиот остров Дуги оток. Bio je veliki požar, jako je naglo je krenulo iz Kune Pelješke, zapuhalo je, vitar je bio problematičan, ali ekipa vatrogasaca i kanaderi su riješili stvarno svaka čast. I sad je sve pod kontrolom, ali se održavaju, linije se gasu i to je to. Lijevo šuma, desno šuma. Ja jesam popilo, ali kad se spojila ta dva požara,
Izgorilo mi je u stvari od temperature. Sama vatra nije jer sam radio uredno, mladi vinograd, nema trave. Со пожари се соочува и Црна Гора. Погодени се улцини регионот на Херцег Нови. Огнот зафатил далеко води, па прекината била струјата до пумпите кои со вода го снабдуваат улцин. Во гасењето на пожарите вклучени се противпожарни екипи локалното население, а континуирано се гаси и од воздух. Во меѓувреме, целосно под контрола е состојбата околу грчкото летувалиште Севири после пожарот од четвртокот, поради што огромен број туристи беа евакуирани. Сега регионот е ставен во портокалова фаза со многу висок ризик за нови пожари. Воведена е забрана за движење во одредени шуми на Касандрија и Ситонија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. И покрај локалните врнежи, состојбата со пожарите и натаму е алармантна кај нас. Само вчера на територијата на државата биле регистрирани 27 пожари на отворено, од кои 6 се се уште активни. Најтешка е состојбата кај тешко пристапниот терен кај Македонски Брод. На територијата на општина Јагуновце се уште активен пожарот на село Копанце, гори високо во планината, не представува никаква опасност за никого, пред се нискостеблесто растение, високи грмушки трње, но поради опасност истиот да се прошири кон село, кон ближните села, и врз него ќе дејствуваат 3 ер-трактори на дирекцијата. На територијата на општина Велес имаме активен пожар во атарот на село Слп, каде што вчера ер-тракторите помогнаа на пожарникарите огнот да не го зафати селото. По меѓувреме полицијата приведе 2 лица кои биле затекнати како предизвикуваат пожари на отворен простор во Битола и во Прилеп, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во Битола синоќа околу 21 часот и 15 минути на улицата Јорго Костовски на место викано Тепсија, полициски службеници привеле 39 годишен жител на градот, затекнат како предизвикува пожар. Ден претходно, околу 23 часот и 10 минути, во местото Подарица во Прилеп, полицијата привела и жител на Прилеп, кој исто така бил затекнат како предизвикува пожар. Од МВР најавуваат дека по целосно документирање на двата случаи против приведените ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Мобилни тимови на Царинската управа во координација со полицијата контролирале 38 пловила на Охридското езеро. Се проверувал нивниот царински статус, но и лицата кои управувале со нив. Од царината велат дека контролите веќе даваат резултат, бидејќи е зголемен бројот на сопственици кои ги плаќаат увозните давачки за пловила што претходно биле внесени во земјава со привремен увоз. Од Царинската управа појаснуваат дека пловилата со привремен увоз може да се користат во земјава само во законски определен рок. Доколку потоа не бидат повторно извезени, сопствениците мора да го регулираат нивниот статус и да ги платат предвидените давачки. Контролите ќе продолжат и во следниот период, а за непочитување на прописите се предвидени прекршачни санкции. Во одредени случаи можно е и одземање на пловилото. Критична е состојбата на охриѓанецот Дарко Најдевски, кој 7 години живее со двојна механичка потпора на срцето и итно му е потребна трансплантација. Неговото семејство и пациентите со иста мака апелираат за поголема свест за органодарувањето, бидејќи секое ново донорство може да значи спасен живот. Дарко во моментов е хоспитализиран, а неговата 7-годишна ќерка со емотивна порака бара што поскоро да се најде донор за нејзиниот татко. Критична е состојбата на охриѓанецот Дарко Најдевски, кој 7 години живее со двојна механичка потпора на срце и чека трансплантација. Моментално хоспитализиран, се соочува со борба за опстанок и борба со времето. Неговото срце повеќе не може да издржи, а поради долгото носење на ваквите помагала доаѓа и до други компликации. Затоа потребна е итна трансплантација на срце од почина донор со цел да може да продолжи да живее. 7 години живее со тие две механички потпори, кои што се мост до трансплантација, меѓутоа еве веќе и по 7 години активно чекање на националната листа за трансплантација и ниската свест за донирање органи, се уште го немаме дочекано тој повик. Состојбата е повеќе од итна, доаѓа до пропуштање на неговото природно срце, не на апаратите. Апаратите си работат својата функција, меѓутоа неговото срце повеќе не може да издржи. Станува збор за комплицирана ситуација во која што доаѓаат други компликации од долгото носење на ваквите помагала, кои што се само мост до трансплантација во нашиот случај. Токму затоа е потребна итна трансплантација на срце,
од починат донор со цел да може мојот сопруг да живее. Неговата 7-годишна ќерка Мила со апел што поскоро да се најде донор за незиниот татко да оздрави и да биде присутен додека расте. Единствено што сакам е тато само да ми оздрави. Се молам. Со истиот проблем се соочува и стружанецот Васко Јолески, чиј живот е потполно зависен од батерија и струја. Тој повикува дека потребно е подигнување на свеста за органодарувањето, бидејќи во моментот кога згаснува еден може да се спаси друг живот. Премногу долго чекаме како лица со механичка циркулаторна потпора, а последиците се знаат. Сите други органи почнуваат да затајуваат, односно да се разболуваат од постојаниот притисок што го прават пумпите, додека работаат 24/7. Ја користам оваа прилика уште еднаш да апелирам и до народот, што повеќе да одлучува да донира органи кога ќе се најде во ситуација некој од нивните блиски да биде во незавидна состојба, односно да го изгуби животот и кога не може ништо да се направи друго за неговиот живот, нека бидат доволно хумани да спасат други најмалку 4-5, можеби и 8 човечки животи. Иако во светот ваквите пациенти се водат како ургентни, досега кај нас не е направена ниту една трансплантација на срце кај лица со механичка пумпа. Нина Ритоновска, Сител телевизија.